Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода на Медицинско катче. Утрово тема биопсија. Како се прави, кој ја изведува, колку типови на биопсија има и за каква дијагностичка процедура станува збор. За оваа тема зборуваме со доктор Драган Смилевски, субспецијалист по градна хирургија од приватната болница Џивадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден. Благодарам на поканата. Најавив дел од прашањата на кои што денес треба да им дадеме одговор на гледачите. Тоа е биопсија. За жал карциномот, се поголем број на лица од Македонија имаат дијагностициран карцином. Една од првите методи покрај ултразвучната и магнетната резонанца е биопсијата. Што е биопсија? Ајде најпрво да им објасниме и за каков тип на дијагностичка процедура станува збор. Да, така, биопсијата представува, има различити типови на биопсии, но во основа представува процедура која што може да биде минимално инвазивна или повеќе инвазивна, со цел да се земе примерок од една промена на градата, за да добиеме цитолошки или хистолошки резултат со кој што би потврдиле или исклучиле постоење на малигната болест. Е составен, како што рековте, е составен дел во тој дијагностички протокол, практично е составен дел на тој базичниот троен дијагностички метод, кој што опфаќа клинички преглед, рентгенолошки испитувања, како што се мамографијата и ехото, како стартен преглед, и секако како трет чекор од тој метод е земање на примерок од ткивото, кој што може да биде да се изведе на различити начини. Кога сме веќе кај типовите на биопсија, спомнавте различни начини. Постои тенкоиглена, која што е најчеста практично кај карциномот на дојка, меѓутоа постојат и други методи. Ајде најпрво за методите и за начинот на изведување како се прават. Да. Под тенкоиглена ние подразбираме специфичен тип на биопсија, инаку веројатно мислите на било која биопсија која што се изведува со помош на игла. Така. Така да во тој смисол тоа е баш во групата на тие минимално инвазивни биопсии, се изведуваат во амбуланта на радиолог, е во локална анестезија, е прилично комотна процедура, пациентот не чувствува сем уводот до анестезијата и тоа кратко печење додека се инфилтрира, практично проаѓа безболно. Тој вид на биопсија со игла ги има два. Едниот е баш тенкоиглена или fine needle биопсија, која што е игла со многу тесен промер и практично аспирираме од ткиво или од колекција на течност. Примерокот е на ниво на келија, на клетка. Тогаш, после обработка на тој материјал, патологот практично ја проценува диференцираноста на келиите, врз база на која одредува неколку групи на диференцираност, која што може да биде прва група, која што е апсолутно бенигна и безопасна, или пета, која што е со докажан малигнитет. Често пати во секојдневната пракса се среќаваме да пациентите кои што, ако не е прва група, го идентифицираат степенот на цитолошка диференцираност со стадиумот на болеста, што воопшто не е случај. Значи, еден карцином во дијагностициран рано, кој што може да биде апсолутно во први стадиум, е сепак на биопсија ќе излезе како петта група. Вториот тип на биопсија со игла е кор биопсија или биопсија со срцевина, која што е веќе малку по-прецизен метод и за разлика од тенкоиглената, со неја добиваме примерок во вид на цилиндар, значи на парче ткиво, не се работи на ниво на келија, проценка туку парче ткиво, што е многу слично со оперативен материјал, само што тогаш е примерокот поголем. Така да тоа овозможува да детално да се употреби примерокот за и некои базични хистолошки анализи, меѓутоа и за дополнителни имунохистохемиски, со што би имале комплетен увид во дијагнозата на болеста, а што е уште поважно, би можеле да направиме адекватен план за третман на тој пациент. Тоа се тие минимално инвазивни. Така, сега одиме на хируршка биопсија, како што ја спомнавте. Така да кога
не можеме да бидеме сигурни дека примерокот земен со игла ќе биде адекватен на промената, затоа што ние сакаме да диагнозата ја поставиме во што поран стадиум и за да тоа го постигнеме некогаш биоптираме промени кои што практично имаат индиректни знаци рентгенолошки дека таму нешто се случува. Например, како што е тоа депонирани, групирани микрокалцификати во паренхимот на дојката. Доколку земете од такво место примерок со игла, можете да добиете негативен резултат, но во околината да се крие некаков зачаток на малигна болест. И затоа ваквите лезии мораме комплетно да ги ексцидираме, да ги отстраниме од почеток до крај. Тие процедури вклучуваат кратка хируршка интервенција во операциона сала во општа анестезија, но пред да се започне со биопсијата, рентгенологот ни го маркира местото кое што треба да го биоптираме. Тоа се прави исто така во локална анестезија, во ординацијата на рентгенологот. Навигацијата на таа жица која што се вградува, тој маркер кој што се вградува на местото каде што треба да се изврши биопсијата е на три начина. Може да биде под ултразвучна навигација, може да биде водена под мамографија и може да биде водена под магнетна резонанца за лезии кои што се практично невидливи со другите рентгенолошки методи. За сите три варијанти ние ги обавуваме во секојдневната пракса, а потоа пациентот откако ќе биде обележен, маркиран, се носи во операциона сала, каде што хируршки тим ја прави таа хируршка ексцизија на промената, со многу често со пероперативна, значи додека се уште пациентот е во анестезија, примерокот се праќа повторно на радиолог за да биде рентгенолошки повторно проверено дали е целата промена извадена, за да имаме зелено светло практично од нив да биопсијата ја завршиме, да завршиме интервенцијата. Колку трае самата процедура ваква хируршка и колку е безбедна за самиот пациент? Дали си оди веднаш дома, останува во болница околу самата постапка? Биопсијата е и покрај тоа што вклучувам многу доктори, многу процедури, е апсолутно безбедна. Зборуваме за минимална хируршка интервенција за да се отстрани едно сомнително ткиво. Пациентот ја поднесува добро, затоа што маркирањето секако се одвива во локална анестезија, потоа во најбрз можен рок влегува во операциона сала, каде што во општа анестезија се врши интервенцијата. Постоперативна некаква посебна болка нема, значи тие пациенти минуваат со неколку апчиња, парацетамол, некој базичен аналгетик во рокот тие десетина дена колку што се носат конците. Забрануваме некаква физичка активност, во смисол вежбање со горниот дел од телото, меѓутоа охрабруваме секој вид на друга активност, пешачење и аеробична било каква вежба. Во основа најагоналниот дел кај пациентот не е ниту самата интервенција, ниту болката постоперативна, него моментот на чекање на тој резултат. Инаку во смисол на некакви можности, секогаш може да настанат компликации кога се зборуваме за било каква хируршка интервенција, но во овој случај тоа се исклучително ретки, навистина. После колку време се добива резултатот? Имаме ли од до во денови? И што, откако ќе се детектира карцином? Да, резултатот, например, кај тенкоиглените биопсија, рецимо со аспирационата биопсија, навистина многу брз, во рок од 24 до 48 часа веќе патологот одговара на примерот. Кор биопсијата, значи биопсијата со срцевина, може би треба да кажеме 3 до 4 дена, но не повеќе од тоа, а истото важи и за биопсиите со хируршка ексцизија. Затоа што технологијата на изработка е иста, се разбира, изработката на резултатот некогаш знае да трае подолго, во зависност од тоа што патологот ќе најде, колку време му треба за да ги диференцира работите, а некогаш тоа може да биде ѓаволски тешко да видиме дали се случува нешто интензивно или се работи сепак за некакви
варијанти на фиброцистична мастопатија, да кажем. Така. Откако ќе се детектира карциномот, предпоставувам дека тогаш е вашата главна работа, односно отстранувањето или мастектомијата на дојки. Дали се прави целосно, кога, во кои случаи се нели остава дел од дојката, дали тука пациентката е вклучена во цела постапка, може ли малку околу тоа да ни објасните? Па да, веќе кога имаме поставено диагноза, тоа е времето кога се прави планот за понатамошен третман. Најчесто првиот чекор подразбира хируршка интервенција, но не секогаш. Има варијанти на карциномот на дојка, кои што ние ги откриваме со имунохистохемиски боења, кои што денеска задолжително прво мора да одат на хемотераписки протокол, без разлика што сепак зборуваме, да кажеме, за рано откриен карцином. Значи, прво, тој го викаме неоадјувантен третман, да прво се прими хемотераписки протокол иницијално, а потоа ние настапиме со хируршка интервенција. Но најчесто е првиот чекор хируршката интервенција и таа денеска постојат многу варијанти. Се разбира дека од медицински смисол највеќе зависи од тоа во која фаза ја откриваме болеста, во кој предпоставуван предоперативен стадиум. Раниот стадиум на болеста ни возможува да употребиме штедливи интервенции, кои што некогаш на вистина можат да бидат мали, да кажеме како што е лампектомијата, значи да се отстрани само туморот со околно паренхимско ткиво во една безбедна дистанца. Значи тоа не е ниту четвртина од градата. Тоа се тие презервирачки или штедливи хируршки интервенции. Таква е и квадрантектомијата, која што отстранува четвртина од градата каде што болеста започнала. Анатомски, односно во хируршки смисол, градата е поделена на 5 простори кои што ни се важни, тоа се 4 квадрантни поделени по горен, латерално, медијално и горе-доле, тоа се 4 и петиот е ретроареоларниот простор, тоа е просторот зад ареола и брадавката, тој комплекс. Но условен предуслов во кога одлучуваме дали да се работи штедлива хируршка интервенција, од најголема важност ние наодот од магнетната резонанца, која што е малку попрецизно испитување од мамографијата и не малку, него многу попрецизно. И со тоа сакаме да исклучиме постоење на болест на другата страна од градата, сакаме да исклучиме постоење на мултифокална или мултицентрична болест, а тоа значи да покрај примарниот тумор имаме дополнителни фокуси кои што можат да се распоредени во една четвртина или да се распоредени низ целата града. Во таков случај не можеме да направиме штедлива интервенција и тогаш се оди со радикален пристап. За среќа и идејата на денешната и диагностика и третман на оваа состојба е да болеста откриеме што порано. Колку порано откриеме болеста, толку и лекувањето е поедноставно, резултатите од лекувањето, прогнозата е подобра како за секоја, не само малигна болест, за било која болест. Но во случаите кога навистина мора да се направи радикална мастектомија, тоа го правиме таму каде што состојбата дозволува, односно каде што заради мултицентричност, а сепак мала промена без зафатеност на регионални лимфни јазли, предлагаме да се направи мастектомија со примерна реконструкција во истиот акт за време на истата операција. Од што зависи дали ќе имаме мастектомија и реконструкција во исто време? Вие завршувате вашата работа, реконструкцијата ја прави после, предпоставувам, пластичен хирург. Тоа е се во една анестезија, меѓутоа сите пациентки не се подобни за таква интервенција. Кај кој може да се изведе, кај кој не може? Па и тука важи истото она што го кажав за штедливите хируршки интервенции. Основниот предуслов е да болеста биде во ран стадиум. Прво, за да операцијата биде што побезбедна во онколошки смислен, значи да отстраниме паренхимот во здраво, без да некако го загрозиме во тој смисол пациентот.
Потоа, кај пациенти со напреднат стадиум, веќе ние се грижиме како тоа постоперативно ќе изгледаат наредните контроли, така да сакаме да тие контроли бидат наједноставни можни за пациентот, да можеме со конвенционалните рентгенолошки техники да контролираме пациентот и ако е се во ред, после одреден временски период кој што индивидуално го одредуваме, предлагаме и кај тие пациенти да се охрабрат и да направат реконструкција, затоа што денешниот третман на оваа болест мора да понуди на пациентот и естетски дел, некако се реконструира кога веќе не можело да се заштеди поголем дел од градата. Што вели вашето искуство? Некако границата е падната, се помлади пациенти заболуваат од карцином. Карциномот на дојка е еден од најзастапените практично кај жената и со најголема смртност. Дали се зголемува бројот кај млади пациентки и што им препорачувате, нели, за да не дојде до карцином? Превентивата е најголемо лекување, меѓутоа дали тука се зголемува свеста кај македонките? Да, па може да се каже. Во поглед на тоа дали да имаме доста пациенти кои што се под тој пик на инциденца на болеста над 60 години. Но за да можеме да кажеме дека таа граница се помера кон долу, треба навистина сериозно статистичко истражување на ниво на државата. Така да, скоро имавме гости од Турција, од Истанбул, кои што ни пренесоа нивна статистика, дека границата во Турција се уште е најчестија болеста над 60 годишна возраст, меѓутоа на територија на градот Истанбул таа граница е померена на 55. Сакам да кажам, тоа е еден пример дека за да тоа ги израчунаме мора да влезат во предвид сите пациенти во оваа земја, третирани на било каков начин, што се случува со возрастната граница. Имаме некои и срамежливи обиди за тој скрининг програм кој што го се зборува со децении, да. И тука е клучот во раната диагностика, да еден квалитетен скрининг програм со добар одзив ќе ви ги открие практично ново откриените случаи ќе ги добиете во, ако не во нулти, онда во први максимум втори стадиум. И тука е клучот на успехот. Тоа што сакам да кажам дека кога веќе болеста нели ќе се јави во семејството и покрај што денеска нели правиме и задолжителни дел од некои генетски испитувања, секако женските наследнички на пациентот мора да го почнат скрининг процесот во по-млада возраст него останатата популација. И за крај на интервјуто, докторе, темава е многу голема, меѓутоа времето ни е кратко. Една препорака до пациентите. Сите препорака која што се однесува нели на оние кои што веќе имаат детектиран карцином, меѓутоа и кај оние кои што треба да ги прават само прегледите за да не дојде до нив. Па да, само прегледите се корисна алатка, но не смееме да останеме на тоа. Сакам да кажам дека најдобро е кога карциномот ќе го откриеме со негативен навод на само преглед, кога пациентот не може да го допре, ниту лекарот. Мислам дека нашата популација е се посвесна и ова болест е доста и медиумски покриена и доста се зборува за неа и има огромен популација на жени кои што редовно одат на контрола и тука е клучот на успехот и кај тие кај кои што се збориме кај здрава популација, но и кај тие со диагностицирана и лекувана состојба. Значи редовните контроли ни овозможуваат да било каква промена, сомнителна или не, ја идентифицираме рано и ја решиме рано. Така. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.